Колешката Марија Коцева ја вклучува Мелинковски во овие вести. Марија, на кое гласачко место си утрово и дали гласањето почна на време? Утрово се наоѓаме на избирачките места во основното училиште Браќа Миладиновци, каде што овде се отворија навреме гласачките места, точно во 7 часот утринава. 3 минути од самото отварање може да се забележи дека дојде првиот гласач токму овде во ово основно училиште Браќа Миладиновци. Поголема фреквенција се очекува подоцна во текот на денот, како и вообичаено. Нас се разбира дека ќе дадеме повеќе информации во идните информативни изданија со нашите вклучувања токму од терен. Денеска по 8 пат од независноста на државата се одржуваат локалните избори, односно вториот круг од локалните избори, каде што ќе се гласа во 32 општини и во градот Скопје. Во општина Аеродром, каде што се наоѓаме, во општина Центар и во општина Карпаш ќе има 2 ливчиња за гласање, односно за градоначалник на општината и на градот, додека пак во Шуто Ризари ќе се прегласува на 3 избирачки места за советници. Право на глас имаат 1.013.375 граѓани, а изборите ќе ги следат 1.598 меѓународни и странски наблюдувачи, од кои 933 се странски и 651 меѓународен. Може да се напомене исто така дека гласачите на избирачкото место ќе може да гласаат еднаш тајно. Лична идентификација ќе се применува со лична карта или пак со пасош, и како на минатите избори исто така лицата ќе се идентификуваат и со отпечаток од прст, како на минатите избори со апарат, односно уред за биометриска идентификација. Доколку некој од граѓаните кои што ќе денеска во текот на денот ќе го остварат своето право на глас, доколку се соочат со повреда на нивното избирачко право, тоа можат да го пријават во канцеларијата на Народниот правобранител преку бесплатната телефонска линија 0800 54321. Доколку имаат некаков проблем, слободно можат да се јават на оваа бесплатна телефонска линија, односно да се обратат кај Народниот правобранител. Избирачките места се отворени денеска до 19 часот. Граѓаните ќе имаат можност до 19 часот да го остварат своето право на глас. Со овие информации може и да го заокружиме ова линковско вклучување. Уште еднаш ќе напоменаме дека за сега нема голема фреквенција со оглед на тоа дека веќе 6 минути се отворени гласачките места. Не можеме да забележиме фреквенција тука на гласачките места во основното училиште Браќа Миладиновци, но можевме да го забележиме првиот граѓанин кој што дојде утринава да го оствари своето право на глас. Гледаме повторно од друга локација, односно од други гласачки места во Скопје во следните информативни изданија. Марија, ти благодарам, ти остануваш на терен со најновите информации во следните вести.